поштуван градоначалник, поштуван председател на Совет, поштувани съветници. Ovo je втор регулиран период во кој јавното комунално предпријатие Бреганица Делчево согласно законските прописи доставува барање до регулаторната комисија за енергетика за утврдување на тарифите за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани води. Првиот период беше период 2018-2021 година и својот извештајите кои имаме доставено до регулаторната комисија немавме забелешки во реализацијата на тарифите, како и реализацијата на бизнес планот и инвестициите предвидени во комунално предпријатие. Во согласно законот значи за утврдување на цените на водните услуги и методологија за утврдување на тарифите во месец мај од страна на јавното комунално предпријатие беше доставено барањето до регулаторната комисија за енергетика. Во прилог на барањето беше планот за прилагодување на тарифите и бизнес планот, кој да напоменам дека беше изготвен со помош на стручен консултант Јане Вртевски, кој е ангажиран од АТКОМ, а финансиран од нашите партнери по изграда на водоснабдителниците од швајцарската амбасада. Овој период се однесува значи за период 2022-2024 година. Регулаторната комисија го разгледа нашето барање и немаше забелешки на поднесеното барање, како и на планот за прилагодување на тарифите и бизнес планот, при што донесе решение за определување што ги определи просечната тарифа, минималната просечна тарифа, како и максималната просечна тарифа. Врз основа на решението на регулаторната комисија, управниот одбор на јавното комунално предпријатие Бреганица Делчево на 28.9.2021 година одржа седница, при што одлучи. Имајќи го предвид општата состојба во која се наоѓа нашите потрошувачи, како правни, така и физички лица, со намалени приходи поради пандемијата од COVID-19, да биде прифатена минималната просечна тарифа и ги определи цените на услугите за водоснабдување и одведување на урбани отводни води, како која одлука денес е на дневен ред и која е доставена до вас советниците на таа несогласност. Во одлуката може да се види дека за 2022 година за снабдување со вода за пиење се предлага цена во изnos од 30,19 денари, што во споредба со минатата 2022 година се намалува за некаде околу 0,03 денари. Исто така и за 2023 година имаме намалување 30,17 денари за метар кубен и во 2024 година исто така намалување од цената ќе изнесува 30,14 денари. Тоа е за физичките лица, односно за домаќинствата, а за тарифата за правните лица изнесува 50,42 денари за 2022 година, односно намалување во споредба со 2021 година на цената од 0,42 денари, 50,8 денари за 2023 година и за 2024 година 49,73 денари намалување од денари и половина скоро. Значи може да од оваа одлука, пред одлука на управниот одбор да се види дека е земена најниската тарифа и цената за водоснабдување на граѓаните, како на граѓаните, така и на правните лица во наредниот период ќе бележи благо намалување на цената. Одлуката за утврдување на тарифите за снабдување со отпадни води, која е денес на дневен ред, а донесена од управниот одбор, има поголеми намалување во однос на минатиот регулиран период, така во 2022 година, во споредба со 2021 година, цената на одведување на метар кубен вода е намалена за 1,80 денари и изнесува 9,11 денари. Дека предходната беше 9,91 денар. Во 2023 имаме 9,65, 9,98 во 2024 година. Кај правните лица имаме уште поголемо намалување во споредба со 2021 година. Така, да за метар кубен одведена отпадна вода ќе се наплаќа 15,76 денари во 2022 година, што е за 3,23 денари помалку во споредба со сегашната 19,09 во 2021 година. Ако ги земеме споредбено со општините кои се во регионот, сметам дека одлуката на управниот одбор кој е предложен во Советот е во согласност со моменталната состојба како на
својбата на граѓаните, така и со својбата на комунално предпријатие. И истата би требало да се подржи. За споредба само ќе наведам неколку тарифи во околните општини. Свети Николи 39,37, Штип 37,73, Крива Паланка 28,49, Каменица 29,19, Берово 38,36, Пробиштип 29,50. Значи дека нашата тарифа од околу 30 денари, кој не е одобрена од регулаторната комисија, е некаде најниските цени во регионот, во источниот регион, кој ги изјаваме како за споредба. Затоа предлагам на Советот на општина Делчево предлагам да бидат усвоени и одлуката за определување на тарифите за водоснабдување и одлуката за тарифите за одведување на отпадни води, како што е предложено од управниот одбор на комунално предпријатие Драгановица Делчево. Благодариме на предлагачот. Образложени беа точка 3 и точка 4, без да го прекинеме предлагачот. Ние сега ќе си одиме точка по точка, без разлика што сам. Да. Отварам расправа по точката број 3, предлог одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавното комунално предпријатие Драгановица Делчево за регулиран период 2022-2024. Дали некој бара за Повели Сашко? Почитувани директори, почитувани присутни, значи Советничката група на ВМРО ДПМН и повеено се одлуката за цената реагираше на високата цена. Сега ова е на некој начин согледување дека цената стварно беше висока и ова е за поздравување. Советничката група на ВМРО ДПМН ќе ја подржи оваа одлука за намалување на цената. Дали некој друг разговор? Повелите? Да, јас сакам да се заблагодарам на програмата на Советничката група за реагирање за подржување на замалувањето на цената на водата. Размишаме, значи, оттам под селовата затвор малко е по-гласните. Слушай от вас. Добро време. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој нема разбор, е заклучува расправата по точка број 3 истата, ја ставам на гласање. Го повикувам да гласам. Кој е за усвојување на предлог одлуката за давање согласност на одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавното комунално предпријатие Драгановица Делчево за регулиран период од 2022-2024. Едногласно. Значи, констатирам дека предлогот е усвоен со 15 гласа за.